Почитувани, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Ќосето се врати и тоа во глуво доба. По 7 години складирање во магазин, споменикот на Андон Јанев ќосето за некој револуционер, за други екзекутор, никна на нова локација кај хотелот Континентал. И наместо свечено отварање, поставен е ноќе без многу помпа. Зошто токму сега и зошто ноќе? Дали е ова реставрација на идеологија или политичка пречка за вистинските проблеми на градот, како што се водоснабдувањето, урбанистички хаос и загадување? Имаме денес многу прашања. Дали ќосето заслужува да има споменик во главниот град? Зошто споменикот е поставен ноќе? Дали вакви контроверзни личности треба да се одбележуваат со јавни споменици? Дали во моментов Скопје има поголеми приоритети од поставување споменици? Дали поддржувате повторно поставување на споменикот на ќосето? Кој и зошто и за кого го врати ќосето? Многу прашања, темата на која може да зборувате во Црвена линија денес е: зошто сега се врати споменикот на ќосето и тоа ноќе, и дали му е место на јавен простор или во учебниците по историја? Кога сме кај прашањата, меѓу сите овие имаме едно анкетно кое што можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Профилот е сосема логично Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Па од кога ќе ги заследите овие два профила, веднаш кликнете на Инстаграм стори. Таму Црвена линија денес ве прашува: дали ова е враќање на политиките на Скопје 2014? Како што гледате, две полиња, две можности за одговор. Едното поле го содржи одговорот да, другото поле одговорот не. Кликнете на полето кое што го има вашиот одговор, ќе сумираме во проценти, а резултатите ќе ги соопштиме некаде таму кон крајот, поточно по рекламите во Црвена линија. Во продолжение, пред да започнеме со вас, секако да го погледнеме прилогот на Тамара Марковска. Дали ќе го имаме? Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска по 7 години повторно го постави споменикот Андон Лазов Јанев ќосето, овој пат на нова локација, кржниот тек кај хотел Континентал. Споменикот беше отстранет во 2018 година, како дивоградба, а неговото повторно враќање предизвика критики во јавноста. Влен реагира остро, тврдејќи дека споменикот е инструмент за политичка провокација и дестабилизација, во време кога граѓаните се соочуваат со многу поважни проблеми. Кој ја дава наредбата за ова провокација? Дали Дуи, молчејќи, го одобрува овој чин за да го продолжи својот таен договор со Данила Арсовска? Орце Ѓоргиевски, кандидат за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН, конкретен одговор за тоа дали споменикот треба да стои не даде, но порача дека фокусот треба да биде ставен на реалните проблеми на граѓаните. Мислам дека по неколку години катастрофа во Скопје не треба дебатата да биде дали тој ќе биде полево или подесно. Сметам дека фокусот треба да биде на пореални и поважни теми за граѓаните: воздухот, јавната хигиена, паркинзите, улиците и мерките што го подобруваат животот во Скопје. Кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ, Каја Шукова, вели дека на Скопје не му се потребни рециклирани споменици. Моите постапки ќе бидат институционални. Ќе провериме дали со поставувањето на овој споменик се почитувани сите законски процедури, но на Скопје му треба работа, визија и решенија, а не рециклирани споменици. Градоначалничката Данила Арсовска на Фејсбук се пофали со враќањето на споменикот, нарекувајќи го признание на неуморниот дух на ќосето во борбата за слободна и независна Македонија. Повеќето споменици кои беа поставувани како дел од проектот Скопје 2014 година беа поставени во ноќно време. А сега сакаме да ве слушнеме вас. Имате можност за учество во Црвена линија преку вртењето на нашиот веќе добро познат број, тоа е 02-307-0005. И една исклучително важна напомена, постојано ја повторуваме, но сосема логично, бидејќи е важно од технички аспект да имаме квалитетно вклучување во Црвена линија.
Од кога ќе го завртите нашиот број 0230700005, веднаш целосно намалете го и тонот на ТВ приемникот. Тоа значи кај јас и вие ќе да се слушаме и зборуваме телефонски, а доколку не го сторите тоа, ќе имате впечаток дека не сте вклучени во програма, а ние веќе ве слушаме. Секако ќе имате чувство можеби дека некој друг наместо вас зборува, а секако ние со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите одговори на нашето денешно прашање. Пред се зошто според вас еве се врати споменикот на ќосето Ноќе и токму сега, и дали му е место на јавен простор или пак во учебниците за историја? Да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден, Истина. Голем поздрав до вас, ве слушаме. Еве, за ќосето, јас кога учев историја во социјалистичка Југославија, нит бев одличен ученик, извореден ученик, нит бев чул, нит го знам кој бил, шо бил, нит ме интересира, нит имам грам почит кон него, тоа настрана него. Друг ми е муабетот, значи, повеќе за Данела, сакам да кажам. Значи, жената која што го умре Скопје, која го утепа Скопје, најлошиот градоначалник во историјата на Балканот, ја би рекол, не само на Скопје. Поише го уништи Скопје од Пиколомини и земјотресот заедно. На крај најде и таа сиротицата нешто да сработи, еве, па дури се пофали јадната на Твитер, на шо ли беше, дека ете нешто направила и таа. Значи, да уништиш милионски град тотално, цел град да те мрази и уште да се фалиш на крај со некој контроверзен лик кој 99% од македонците поима нема пред Гвујокио да го стави таму на не знам, пред судот која го стави овој Патаров што е у Будимпешта. Значи, за Данела ми е муабетот. Се надевам Данела дека последните денови ги одбројува и Благодарам за вклучувањето. Со вас и ја започнуваме оваа црвена линија и уште една многу важна напомена, едно јавување, временски трае 90 секунди. Секогаш сте добре дојдени додека трае црвена линија, повторно да го завртите нашиот број и да добиете нови 90 секунди. Благодарам уште еднаш за гледачот, продолжете да не следите. А ние продолжуваме со вклучување нови гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина, Игор од Битола. Игор, поздрав до вас. Еве, според вас, зошто сега се врати споменикот на ќосето и тоа Ноќе, и дали му е место на јавен простор или пак во учебниците по историја? Видете, Тина, видете, ако јас за народните борци на Македонија што се заслужни, вреди да има споменик. Вреди, многу лица се доста херои во Македонија, постав многу херои, во Битола така постав многу херои, што не знам, што се и добри така и што можеш да позбораш на кафе да седиш, но треба да се изгради споменик на некој, бекам треба да има споменици. Во Битола во парку има споменици на загинати борци од на Тито, бивша Југославија. Значи загинати борци, ако е тој заслужен, ако тој заслужува историја, се бори за Македонија, се бори за нас сите, тогаш треба да има споменик. Според вас себе зошто е поставен Ноќе? Зошто го поставија Ноќе? Ноќе Ноќе ги поставуваат па да не знам до граѓаните, да некој има против нешто или негде стои, не знам во Скопје. Така, благодарам многу, Игор, за вклучувањето во црвена линија. Секако има и уште едно инфо за сите вас кои што можеби нема да успеете да се вклучите во живо или можеби така ви е и полесно да дадете одговори, да бидете вклучени во оваа денешна црвена линија. Не заборавајте да не заследите и на Facebook. Се што ви треба е профилот на црвена линија и профилот на Телма телевизија. А еве како изгледаме денес на Facebook. Пишувајте сега го коментари, споделувајте, а ние ќе ги вклучиме коментарите во оваа денешна дискусија. Секако ќе бидат читани меѓу вклучување на гледачите. Дали може да
еве, покажеме, вака изгледаме на почитувани на Facebook, Црвена линија и тука прашува се врати споменикот на ќосето, зошто ноќе и зошто токму сега пристигаат коментари. Пишувајте, наскоро ќе почнеме и со нивно читање. А сега продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака сега. Ќосето нити му е место во учебниците, ниту па место му е да го гледаме некој. Тоа кој е патриот, зашто си го утепал својот брат? Зашто писмото кое што како бегалец живееше во Бугарија на Лазар Колешевски му пишуваше: "Аман знам, те молам да умрем во Македонија, цити-мици." Иначе ќосето не заслужува да биде тука, ама ќе ви кажам каде заслужува и првим зашто го ставиле ноќно време прашање да ви одговорам затоа што им доаѓа у сон. И на Даниела и на Мицко. Па сега еден предлог до новите градоначалници, ќосе да биде пред куќата на Мицко. Таму. Затоа што тој е најголемиот злосторник во историјата откако што е самостојна нашата суверена Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам многу. Покуси од предвиденото време од 90 секунди, но сосема јасни. Останете сега кои продолжите да не гледате. Продолжуваме и ние со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Ќосето никад чуо, што би рекле србите, никад видио. А ДПМН како работи, па тие ноќе го исекоа, цело Скопје, зеленилото го исекоа, тие така работат ноќе. Патриотите на Македонија тие се, најголемите патриоти, со Мицко, со бегалецот, со тој далавера што избега во Србија па се врати, па да не набројувам кој и како. Тие само ноќе работат, тие не работат дење. Само ноќе, кога нема после 2-3 часот, со моторни пили ги секоа дрвата низ Скопје и тоа е најапашката партија во држава. А уште името ВМРО. Фино даде левица, да се брише тоа име, да не може да го користат тие апаши. Ајде, поздрав. Поздрав, благодарам и вие. Нешто покуси од 90 секунди, но секако сосем јасни и продолжете да не гледате. Ајде да слушаме останатите што ќе кажете. Еве ќе повторам за оние можеби кои што подоцна се вклучивте. Денес прашањата на Црвена линија се повеќе, но ве прашуваме зошто еве според вас сега се врати споменикот на ќосето и тоа ноќе, и дали според вас всушност местото му е на јавен простор или пак во учебниците по историја. Добар ден. Добар ден, се јавувам од Кавадарци. Зоки ми е името. Драго ни господине Зоки, поздрав до Кавадарчани преку вас. Благодарам. Сакам да кажам, ако на некој му смета ќосето и сите останати од споменици на што се направени од 2014, така се викаш, нели? Тие не се ка прво македонци, тие не се едноставно не постојат, а ќосето е само споменик сега поставен за опомена на тие што идат ка случаи од ќосето има историја позад него. Кој ја знае историјата, знае. Според вас зошто е поставен ноќе? 90% се поставени ноќ. 90% од споменици се поставени ноќ. Според вас зошто е тоа така? Па, тоа не знам да одговорам, ама благодарам многу за одговорите секако на денешните прашања во Црвена линија. Продолжете и вие да не следите. Јас ве префрлам на Facebook и како што најавив, пристигаат многу коментари. Продолжете со таа практика, пишувајте, ќе читаме. А почнуваме со коментарот на Кукузел. Еве што напиша.
Андон Лазов Јанев, познат како Ќосето или Касапот, 1855 роден во Голозинци, Велешко, починал 10 септември 1953. Бил македонски револуционер и деец на внатрешната македонско-одринска револуционерна организација ВМОРО, роден во село Голозинци, до 16 годишна возраст, работел како овчар заедно со своите браќа и сестри. По апсењето на неговиот татко се преселил во Велеса, подосна во Солун, каде се приклучил на ВМОРО. Започнал со извршување на едноставни задачи, но набрзо станал терорист, а подосна и војвода на организацијата. Познат е по својата улога во ликвидирањето на предавници и противници на македонското револуционерно движење, зашто самиот тврдел дека убил околу 100 луѓе во текот на својот живот. Му велиме благодарам на профилот Кукузел. Продолжете, бидете активни и секако продолжете да го вртите нашиот број 023070005. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав. Поздрав до вас, господине Роме. Вака, на Ќосето споменикот не треба за Македонија. Јас бев учител. Јас предав и историја. И во историјата не постои тој. Тој не е за Македонија. Тој е против Македонија. И затоа ги има искриено таму. И се го хлада да е красит Македонија. Тој е предавникот на Македонија. Тој е предавник на држава наша. Не е како што треба. И него не требаше да реде споменик. А ова што е градонаредничка и таа е шуплива како него. Без навредливи зборови, ве молам. Само не, тоа. Вистина е така. Каква да е вистината да не навредуваме, да се држиме до нивото? Ти кажам вистината што беше. Според вас, еве, зошто се врати споменикот на Ќосето и зошто се врати Ноки? И не требаше, за да не гледат луѓе во зато. Зато го вратија Ноки. Зашто и не беше за Македонија. А зошто е поставен, еве, според вас повторно? Еми, што прави со луѓево, може да се разбериш? Не може да се разбери со луѓево. Наместо да го фрлет, тие го редат како споменик. А тој не беше за Македонија. Тој беше против Македонија. Така, благодарам многу, господине Роме. Останете со нас. Гледајте не и слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на нашите денешни прашања. Добар ден. Добар ден и поздрав. Голем поздрав и до вас. Ве слушаме. Видите вака, да, Ќосето не беше за Македонија, но за која Македонија не беше? За посрбена Македонија не беше Ќосето. Како што некои сака да прикажат Македонија. Титово српска Македонија, против неја беше тој. Инаку Ќосето е чети комита во четата на Јане Сандански, кога е грабната мис Тон. Тој е извршител на ВМРО. Сите шпиони на историското ВМРО ги чистел. Најпоќе се борел против србоманите, кои што мислат дека денеска е нивна Македонија. Според вас, зошто е вратен споменикот? Се извинувам, зошто е вратен навечер споменикот? Ната сум од български револуционери. Значи, Ќосето умре 65-та година во Българија, избегнувајќи ја удбашкиот прогон го бегаше. Зашто ќе го дочекаше судбината на братот на Никола Карев како просрпските удбашки елементи кои што управуваат денеска со Македонија. Добро, благодарам за споделеното со гледачите, но еве уште еднаш ќе потсетам, особено за оние кои што подоцна се вклучувате. Според вас, зошто се врати еве споменикот на Ќосето, зошто тоа се направи во Ноките и зошто се врати токму сега и дали му е место според вас на јавен простор или можеби во учебниците по историја? Добар ден.
Да се намали тонот на ТВ приемникот. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Многу е важно. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, но не е намален. Го намаливте ли тонот? Намалени. Добро, сега е подобро. Ние ве слушаме, повелете. Да, повелете. Јас сум историчар што завршил во минатиот веќе 70-тите години. Добро. Кој претходниот кажува некои работи што не се точни. Ќосето е роден 1864 година, село Голозинци, Велешко, а починал 1954 година во Благоевград. Нити бил во четата на Јане Сандански, нити бил во некоја чета. Тој е платен убица. За пари си го тепали својот брат. А зашто е, кажувате оде, зашто е споменикот ноќе ставен? Па тој ноќе сам убивал. Дење не. Само ноќе ја вршил за зачите што ќе му ги даделе врховистите. И затоа тој нити бил во историјата ставен, учевме ние као деца, нити треба да влезе во историјата. Како студент сум, баш ме интересираше прошетав низ селото тамо, од кај што е роден. Знаеш што ми рекоа? Постарите са, не се живи тие. Кој ќе доеше у селото од Ќосето, децата ги плашевме со него. Тие се криеа по амбарите дечињата. Поголем убица нема од него. Ако бил тој Македонија, зашто не дошол в Македонија? Нити бил против србите, ни тој не убил во времето на српското. Благодарам многу за одговорите и споделеното. Ако може би ви прв пат се вклучувате во Црвена линија, прво, не само што ќе ви се заблагодарам, туку ќе ве подсетам дека имате можност повторно да го завртите нашиот број, да добиете нови 90 секунди. Секако тоа е пракса која што е редовна во Црвена линија и за да не ги губиме секундите околу тоа дали добро се слушаме и каков е квалитетот на разговорот, исклучително е важно да се намали тонот на телевизорот. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, повторно ја. Да, повелете. Прво, респект за професорот претходниот пред мене што беше, што ја кажа целата вистина, што јас истото го кажав претходно. Дали македонскиот народ ќе се свести, како што каже професорот, што е символот? Символот е убица. Така, овие 4 години, а и уште наредни години додека ова врковистите додека се на власт, ќе не убиваат. Ќе не убиваат со сметот низ улиците. Ќе не убиваат со загадување на воздухот, со живење од парите на, како се викаше, на ускија фабриката, која што газдата не живее во Македонија, а нас македонците не труе. И да не гледам други работи кои што ги прави ова власт, можам да кажам, истовремено не убива, не ни дава права, не ни дава достоинствен живот, не гледа во очи, не лаже и не убива. Не убиваат со нивните дела. И затоа, ако толку тие што си го гласале Ќосето, нека си го откачат и нека си го стават дома на нивниот зид и нека му се бацуваат. А тоа кажува све за нивната ментална состојба. Тие што го гласале. Извинете, ова е жално и треба народот да искочи преку ноги да го бутни тоа Ќосе. Да го нема. Ја го повикувам народот на масовен Благодарам за одговорите, учеството во Црвена линија. Подсетувам, немавајте на тајмерот и секако еве и ова е многу важно, особено за оние кои што може би за прв пат еве ќе посакате да се вклучите во Црвена линија, ќе ни биде многу драго. Внимавајте на употребата на зборовите. Што подразбира по тоа Црвена линија? Да се држиме до пристојноста, нивото, значи да се избегнуваат навредливи зборови, пцости, погрдни зборови, секако не говор на насилство и говор кој што алудира, се разбира, негативни зборови кои што навистина ќе бидат навредливи. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. На Црвена линија сте, повелете. Овака, прво според ќе почнеме. Прво, Ќосето не е македонец,
значи шом не живеел во Македонија, он само се родил тука, а сите дела недела ги правил надвор од Македонија во интерес на некого, на наредбодавачи. Тој, значи, фактички не заслужува ни да го спомнуваме, а не камоли да му правиме спомени. Споменикот зашто е поставен ноќе? Затоа што се направеше голема револуција, голема негација на неговите дела и, значи, можеше да дојде до несакани последици, а тие што го поставија тамо, тоа се грст луѓе кои што исти се како него убийци и затоа не се случи тоа што се случи. Чосето не заслужува. Треба, значи, ноќе се стави и треба и ноќе да се тргне, да, како што многу споменици ги имат украдено арамиите, сега да бидат тие, че ги наградиме да го срушат и да го однесат во отпад да се стопи. Сега, значи, овдека најмногу требаше да реагира ВМРО, ДПМН, зашто, значи, му се поставува споменик на Ќосето, а тие се представуваат како патриоти. Ако се тие прави патриоти ВМРО-ците, треба една за секојаш да сватат ВМРО е на сите нас. Треба да го имаме тој презнак сите, да биде урамено во рамка и да го се чувствуваме сите како ВМРО-ци. А вака, значи, не може на партија да биде тој символ. Благодарам за учеството. А јас се префрлам на Фейсбук. Еве што напиша Горијан Ѓоргиев. Ќосето е навреда за Гоце Делчев. Наспроти благородност, харизма и ум поставуваме психопат и братоубиец. Не сме да има место во учебниците, затоа што ќосето не е вредност со која треба да се воспитуваат идните генерации. Благодарам, Горијан, за учеството и секако продолжете. Пишувајте коментари, но и вклучувајте се во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелите, ве слушаме. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Значи, овие претходници што се јавуваат за Ќосето, сигурно се они исто ко тие од заевистите на Зоран Заев. Да не ги вреѓаме гледачите. Кажете ми одговор на прашањето. Зошто според вас се врати споменикот и зошто тоа се направи навечер? Најверојатно... Па најверојатно денски има гужва во просторот и така. Така, да? Дали му е местото на Ќосето на јавен простор или пак во учебниците по историја? Сегде му е местото, пошто тој бил идол на Македонија и за Македонија се борил. Не убивал он во Бугарија или во Грција, убивал во Македонија, што сте биле нападнати од тие тираниите што сте ги имале тука 500 години. Толку имам да кажам. Добро, во ред, благодарам за споделените ставови со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па Ќосето бил платен убиец на кој што работел за врхушката на ВМРО. Така да нема никакви заслуги. ВМРО и онака, а не беше... Затоа имаме и проблеми со бугарите. Не беше чисто македонска партија. Створена беше од бугарофили. Татарчев, што ти ја знам, сите тие таму што беа, и сите тие наводно почиват во, не знам како почиват само, почиват во низ Софиските гробишта, низ Благоевград и што ти ја знам, зошто не се, ако се македонци, зошто не се во Македонија? Кој е тој што ќе гибнеше гроб од некој покоен или било што, ако веќе вредел тој човек? А ова што го враќа Данела, па видете вака, сега Данела сакаше колку толку да купи некој власт
од гласачите во Скопје, бидејќи такви негови присталици кои што не мислат многу, кои што не гледат, немат зирнато во историјата, такви негови присталици има и се уште има, еве и по одговорите на. Благодарам за учеството во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, но и ве охрабрувам секако повторно вртете на Црвена линија и добите нови 90 секунди. Пишувајте и коментари и учествувате активно и во денешната анкета. Еве уште еднаш ќе ви ја покажам. За да учествувате во неа, доволно е да не заследите на Инстаграм, профилот е Црвена линија и профилот на Телма телевизија и кликате на Инстаграм стори. Прашуваме дали сметате дека ова е враќање на политиките на Скопје 2014. Да, не. Кликнете на одговорот кој е ваш, а по рекламите ќе ги соопштиме резултатите. Продолжуваме сега во живот. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Ја мислам дека ова е за добивање поени за предизборна кампања. Затоа што ако требаше да се случи ова, зашто не се случи порано? Така да градоначалничката има нешто во памет што треба да се направи, како, кога, зашто, затоа што овакво нешто не се случува само така од едначка и се. Зашто е донесен навечер, мене тоа многу ми е чудно. Можда би добро, преку ден било многу вруки, па навечер. Од што се плашила што го донела навечер? Зашто да биде навечер? Зашто да не биде преку ден? Мене тоа многу ми е чудно. А дека е предизборна и добивање на поени, тоа тука се гледа апла, затоа што знаеме до сега каде беше, со кого беше, како функционираше градоначалничката, одеднашка не за сега и текне да го донесе ќосето. У центар е катастрофа, еве сега кога беше ова Олимпијадата, да го кажем лично, пошто бев. Така да овде онде свети по некоја сјалица, врие од народ од Европа нормално од се, и како не и беше срам такво нешто да дозволи да се направи и сега ќе го вади ќосето да се покрива. Значи стварно не можам да сватам, одвај чекам да се оди оваа градоначалничка, затоа што до сега сите што беа и градоначалници било какви што направиле, како направиле, сите имаат минус, вако нешто никој не го направи, да немаш доволно автобуси, да ти е прљав центарот, да ти е да немаш осветлување, а да ти... Благодарам за учеството во Црвена линија. Останете со нас, продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Видите, како можева господата градоначалничка пред изборите во да го направи? Кај беа за 3,5 години да го направи? Ово е се со дуи се работе за... Мислат дека рейтингу на ДПН ќе го намалат, ќе го зголемат господице. Јас ти се уверувам дека убедливо ВМРО ДПН ќе победе. И локални централи, Мицко никој нема да го сопре више. Работе за интерес. Според вас, зошто се... Момент, ве молам. Зошто се врати според вас споменикот на ќосето Ноќе и зошто токму сега? Јас ќе ти кажем како бив возач, ВКВ возач. Тоа е со голем камион се возе господице. Со враќајава тога е намален. Не може ти со дигалки тие са тешки преко 20 тона. Не може ти со лека кола тоа да отиш. Мора ноќно време да се прави. Кога нема гужва. Добро. А не сред ден ки ти кога почекате ја пред 2 месеци до Скопје, саат време чекаше на семафорите, кола до кола. Според вас, зошто се врати споменикот на ќосето? Молам? Според вас, зошто се врати споменикот на ќосето? Да направи аршутска збрка, мисли дека реворство ќе го стави на ВМРО. Не, гордо. Напред ВМРО ДПН, народот со тебе. Благодарам. Еве една напомена, ќе потсетам дека Црвена линија е простор кој што е наменет исклучиво за вас. Не како гледачи, туку како граѓани. Што значи, ве молам, потрудете се 90 секунди, да ги користите, секако да ги споделите вашите искуства, она што сакате да го споделите како ваш факт, ваш став,
Но како граѓани, ве молам, потрудете се да ги ставите настрана политичките партии и секако просторот во црвена линија да го користиме за за пропаганда во однос на партиите. Ве замолувам, секогаш црвена линија има конкретни прашања и ви се обраќаме како граѓани. Дајте ни такви одговори. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Благодарам. Значи, вака сега, ова се знае ли кој е Ќосето? Па дали овие луѓе што коментираш како сакаат, нека прочитаат малце историја, ама фактичка историја, кој била таа личност, што се случувало со македонската револуционерна организација од Илинден до Асном, па малце нека имаат информација, бре, па меѓусебно се потепале. За мене тој во денешно време би се нарекол платен убиец. А тој не работел за странските непријатели да ги убива, него меѓусебно кој бил на власт, про-бугарска ВМРО, про-грчка, про-македонска и така натаму. Каде е македонската ВМРО? Каде е? Зашто ние не сме имале толку време држава? Меѓу себе си спотепале најголемите дејци од 41 до од 903 до 41 се испотепани. И на крајот завршува со ването, да не го спомнувам. Собери парите и дувни си ја. Не се прави така држава, драга моја Господо. Не е Ќосето да биде против тој што дошол во суд, него Ќосето не треба воопшто да биде тука. Ние треба меѓусебно да градиме оваа држава, зашто и ова што е малку останато и тоа ќе го изгубиме. Со овој памет. Неќеме во Европа, неќеме како што работи светот, ние Благодарам многу за вклучувањето и за одговорите во црвена линија. Секако ќе продолжиме понатаму и со коментари. Продолжуваме со она што го напише Сайбер клуб Лудата Јоци. Андон Лазов Ќосето, познат по својата борбеност и непокор, е символ на македонската историја, еден од истакнатите учесници во Илинденското востание. Неговата улога во револуционерното движење е од непроценливо значење за денешната слобода и независност на нашата држава. Црвена линија ве прашува зошто се врати според вас сега споменикот на Ќосето и тоа во ноќта, и дали му е место на јавен простор или во учебниците по историја. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Вака се од почеток да почнем. Зашто е вратен ноќе? Па ноќе е вратен поради тоа што со браќаот да не биде во прекин. Убаво кажа претходниот гледач, тој се односи со дизалици, не може така. А дали треба да стои во јавно површина, сред площад треба да стои? Да го гледаат тие шпиуните што е предадала Македонија. Се извинувам, уште едно прашање, зошто и според вас токму сега се враќа споменикот на Ќосето? Па зашто шпиуните го извадија Ќосето пред судот. Добро, дали е тоа се? Да. Добро, исклучително покуси од времето, но сосем јасни. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, црвена линија. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Јас прв пат имам може да се јавам во вашата емисија и строго ги почитувам правилата што ги имате поставено. Прво, директно, зашто се врати споменикот на Ќосето ноќе и токму сега? Го поставуваат Данела. Данела, плашајќи се да не добијат кривична пријава од актуелнава власт, да кокетира се, го поставуваат ноќе. Ни се обраќај, тоа е пола сат работа да го постават. Плашајќи се да народот интервенират, да не се направи гужва, зашто по мои сознанија, Ќосето, Тодор Александров, Ванчо Михајлов се контраверзни личности. Ќосето, ево, историчарот го ценам, зашто и ја имам читано книги, дека тој убивал преку 100 луѓе да убие со ношти, значи или тој е манијак, или платен убица.
и не заслужуваат да биде споменикот во Скопје на јавно место. Тој во историјата на наши лица што ќе кажеме? Да се плашат од ќосето, да влезит во книгите ни случајно. Да не задржам време, има многу да елаборирам, има многу читано, вистински македонци, деци не се поставени тука на кај што треба споменик да му се направат. Да не ги набројувам сега кои што се бореле за Македонија, за автономна Македонија, го дале својот живот, а овој убивал, дури својот брат го убил, и што бараш од тој човек. Да не задржувам многу, поздрав и мило ми е што добив прв пат. Поздрав се, Нело. Многу ни е драго што прв пат се вклучивте во Црвена линија и верувам нема да биде и последен пат. Ево уште еден коментар, а потоа одиме на реклами. Веселин Бос напиша: уште еден доказ колку не се знаеме историјата и колку како општество, а посебно македонците, сме поделени. Од јавувањата и пишувањата се гледа кој за кого навива. Ќосето, како и секоја друга историска личност, треба да го обработи историјата и отворено да се каже кој е и што правел. Се уште историјата се користи за дневна политика и затоа македонското ткиво е расцепено, а секој ден квази политичарчиња придонесуваат за губење на се македонско. Зошто ноќе? Заради безбедност во сообраќајот. 2014 беше помина. Каде е Македонија во 2025? Благодарам и на Веселин за учеството. Ни одиме со реклами. По рекламите ќе ви ги соопштам и резултатите од анкетата. Па да видиме какви одговори се дадоа на денешната анкета на Црвена линија. Уште еднаш ве подсетувам, уште во овој момент заследете на Инстаграм и учествувате во утрешната анкета. А на прашањето дали сметате дека ова е враќање на политиките на Скопје 2014, со да одговорија 78%, додека со не одговорија 22%. Уште еднаш големо благодарам што не следевте, што бевте дел и ја креиравте Црвена линија. Утре секако со нов предизвик, нова тема. И задолжително кликајте на telma.com.mk. А до нашата утрешна средба останува да ви посакам убаво попладне и останете со телевизија Телма.